Следното прашање кое што ми го постави исто Николоска, вели што мислиш за оризовите галети и во кој дел од денот да се јадат? За ова имам зелено светло, ги користам и јас. Кај оризовите галети и кај секој продукт кој што се класифицира како здрава храна и кој што може да се најде на рафтовите на здрава храна, имам зборувано дека најдобриот начин за да најдеш натрапник во тие производи е да провериш на етикетата дали на 100 грама енергетска вредност имаш повеќе од 20 грама на шекер и имаш повеќе од 2 грама на заситени масти. Доколку и вредностите на заситени масти и на шекер се повисоки од овие кои што ти ги напоменав, во тој случај не се работи воопшто за здрава храна и тоа е само манипулација преку добра опаковка или преку терминологија која што значи фит, фитнес, велнес и така натаму. Многу често кои што ја употребуваат производителите на здрава храна со цел да ни продадат продукт, мислејќи дека ние купуваме нешто добро. Оризовите галети, голем дел од нив се добри. Јас најчесто ги комбинирам можеби со хумус, можеби со путер од кикирики, така да кој дел од денот ти треба да си одбереш, но пак ќе ти кажам, не е само дека самата оризова галета ќе ти донесе некаков голем бенефит. Јас никогаш не ги конзумирам без некаков намаз, затоа што не ми се добри на вкус, но во секој случај ако би бирал кога е подобро, би ги ставил можеби во првиот дел од денот како ужинка пред да дојде главниот оброк, односно ручекот.